Новоформираното партиципативно тело за урбанизам ќе се бори со градежниот хаос во општина Аеродром. Ќе биде составено од 9 членови и тоа еден од редовите на советот на општината, двајца по предлог на местните заедници, двајца по предлог на граѓански здруженија, двајца стручњаци по урбанизам, двајца од редовите на општинската администрација. Овој заклучок едногласно го поддржаа советниците на општина Аеродром на вонредната седница свикана поради граѓанскиот револт од стартот на изградбата на деветкатницата кај Мајчин дом. На ваквиот епилог следуваше подолга расправија помеѓу власта и опозицијата за тоа кој бил виновен што на таа локација ќе никне зграда. Граѓаните револтирани од безпредметната дебата им порачаа на локалните власти да не се однесуваат како на пазар, туку да им кажат како ќе им ги решат проблемите. Си прекупувате и си терате тука партиски агенди, плати добивате од нас кои што си ги плаќаме тука комуналите честно и фер, така да мислам дека треба да се борите сите заедно за интересите на општината, не за интересите на ВМРО, или не знам на кого. Тоа денеска воопшто не добив таков печаток и страшно сум разочарана. Ваквата реакција на граѓаните кои во голем број беа заинтересирани да ги слушнат опциите на локалната власт следуваше по долгите меѓусебни препукувања на советниците кои најдоа простор да го критикуваат дури и договорот со Грција. Нели, вие се залагате за многу почитна животна средина, дека вие вака, вие така. Година, дена, кружниот тек, прашина се знаголте и тие луѓе, јас таму работам. Насекаде купишта, песок, чакал, земја. Не држете се на точката, точно се знае зашто се однесува точката на оваа вонредна седница. Не го прекинавте господинот која зборуваше конкретно за тој друг. Не за многу други договори. За 40 години. Не, сакаме да бидеме коректни и реални. Партиската реторика на советниците им дојде преку глава на присутните граѓани, бидејќи тие беа загрижени што ќе се случи по истекот на привремената забрана за градење. Едно од прашањата до градоначалникот Марин беше дали навистина има намера трајно да ја запре изградбата. Знаеме дека сите се инволвирани, знаеме дека виновници има на сите страни, нас тоа како представници на граѓаните не ни интересира. Сакаме да слушнеме кој е решение, вредно решение, затоа што за 10 дена истекува забраната за градење. Моментално тамо се уште има полиција и тоа е нејасно што чува. Ставите? Градоначалникот Марин пак и натаму убедува дека е на страната на граѓаните и тврди дека ќе направи се што е во негова моќ да спречи деветкатницата да никне кај Мајчин дом. Сите овие градби што ги гледаме се донесени во дуповите што ВМРО ДПМН не ги гласаше. Ние говориме сега за овој проблем. И за овој проблем што го спорихте вие, ама јас со граѓаните ги гледам да го решам. За разлика од вас, кога беше многу полесно решлив, чутевте, дојдовте од дека дигнавте 2 прста. И после ми слеговте низ задната врата во општината со што не можевте да се судите со граѓаните. Побурниот протест пред градилиштето општината издаде забрана за градење поради констатирани неправилности на терен и тоа во трајање од 15 дена. Ова беше единствената можност која Марин ја искористи да се купи време за преговори, но како ќе ги задоволи и граѓаните кои се категорични против изградбата на деветкатницата и инвеститорот кој најавува тужби поради милионските загуби кои му се закануваат доколку не продолжи со изградба.